Добар ден од студиото на Утрески печат. Јас сум Весна Дамчевска и секогаш зборуваме со моите гости за економијата. Овој пат тема е платежна сметка со основни функции. Тоа е еден само сегмент од еден голем закон за платежните услуги кој што стапи на сила од 1 јануари 2023 година. Особено важна за нашите граѓани е токму оваа сметка, а денешен мој гостин е госпоѓа Евица Делова Јолевска од Народната банка, која ќе се погрижи на граѓаните што поблиску да им објасни што значи оваа сметка со основни функции, затоа што таа може да биде многу корисна во користењето на банкарските услуги. Имено до 5 сметки може да се плати со еден мал надомест месечен од 30 на денари. Добар ден, госпоѓа Јолевска. Добар ден. Благодарам на поканата. За почеток, значи, би ве замолила што поблиску до граѓаните да ја објасните оваа картичка. Еве да се обидете малку на ниво на граѓаните, да го симнете речникот и да кажете што значи таа за нив, може да ја користат од 1 јануари, меѓутоа чинам дека се уште доволно не знаат што им значи. Така е. Платежната сметка со основни функции представува платежна сметка во денари, со која граѓаните може да извршуваат платежни трансакции на начин како и секоја друга сметка. Значи секојдневно уплата на готовина, исплата на готовина, плаќање на комунални услуги и други услуги, плаќање на јавни давачки, кредитни трансфери, директни задолжувања и други платежни трансакции преку банкарските терминали или шалтерите во работните простории на банките и штедилниците, како и преку интернет и мобилните апликации. Според тоа, платежната сметка со основни функции има слични функционалности како и обичната платежна сметка, со тоа што нормално има одредени карактеристики по кои што и се разликува. Првата разлика е во тоа што оваа сметка е исклучиво во денари, за разлика од обичната платежна сметка, која што може да биде и во денари, меѓутоа и во други валути различни од денарите. Платежната сметка со основни функции може граѓанинот да ја има само во една банка или штедилница, во денари, меѓутоа може да има платежна сметка во друга валута, независно од оваа платежна сметка. Друга карактеристика е што платежната сметка со основни функции нема дозволено пречекарување. Или популарно кажано, не може да има минусно салдо. Плата во минус, Плата во минус, така е, да. Така да, граѓанинот кој што ја има оваа платежна сметка со основни функции, на располагање му се само паричните средства кои што се ги има на сметката и со нив може да изврши плаќањето што му се потребни. Трета и многу битна карактеристика, што и новина со Законот за платежни услуги и платни системи е што за прв пат со закон се определува надоместокот што се плаќа за сметката. Така да е определен со закон дека надоместокот треба да биде во разумна висина, не повеќе од 0,1% од подвижниот просек на просечно исплатената нето плата за последните 12 месеци, според податоците од Државниот завод за статистика. Во моментот, овој надоместок изнесува 32 денари. Значи, во било која банка или штедилница, ако отворите платежна сметка со основни функции, вие ќе платите, банката ќе ви пресмете и наплати ист надомест од 32 денари, а не зависи од тарифникот на банката. Во овој надоместок е вклучено отварање и одржување и затварање на платежната сметка, вклучено е неограничен број на трансакции за уплата на готовина, неограничен број на трансакции за исплата на готовина и неограничен број на трансакции со дебитна кредитна картичка. Или, поедноставно кажано,
имателите на оваа платежна сметка со основни функции ќе може своите комунални услуги, например сметките за вода, за струја, за парно, да ги платат во текот на месецот без надоместок, бидејќи оваа платежна сметка со основни функции со закон е предвидено дека минимум 5 трансакции може да се извршат без надоместок во текот на месецот, доколку се изврши плаќањето кон сметка која што има сметка во истата банка, односно штедилница, значи се работи за интерен клиринг. Така да тие 5 минимум трансакции се без надоместок, што секако е доста поволно за граѓаните. Значи, он си ја користи сметката, таа може да си уплаќа пари, да се исплаќа, како и секоја друга платежна сметка што ја имаме, меѓутоа овие комунални услуги или било што, 5 трансакции може да направи, уплати, значи, бесплатно. Без, така е, без провизија. Така, без И провизија. провизијата месечна за одржување само, нели, рековме 32 денари, законски определено. Претпоставувам дека може да се отвори само една ваква сметка, така? Да, така е. Заради тоа и законот предвидува само една платежна сметка во една банка со основни функции, значи во една банка или штедилница да може да имаат граѓаните. Значи, оваа платежна сметка со основни функции може да се отвори само во банка или штедилница, не е предвидено, не е дозволено со законот во другите даватели кои што очекуваме да се појават на пазарот за платежни. А дали тоа значи дека може да имам друга сметка во друга банка која што не е со основни функции? Да, меѓутоа не во денари. Така. Може да биде во друга валута. Так. Инаку во денари не може. Сега, во кој случај може да се добијат одредени услуги без надоместок? Дополнително, значи да. и без овој надомест од 32 денари е предвидено за законските корисници на одредени социјални права. Значи, законот дава доста поволности за корисниците на законски права и тоа во случаите на законска издршка, надоместок на штета настаната поради нарушување на здравјето или намалување, односно губење на работната способност и надоместок на штета за загубена издршка поради смрт на давателот на издршката, надоместок поради телесно оштетување според прописите за инвалидско осигурување, парична помош од социјална заштита, привремена невработеност, додаток на деца и стипендија, кредит и помош на ученици и студенти. Значи, имателите на овие социјални помошти можат да отворат сметка со основни функции за која што нема да плаќаат ниту надомест, за кој што претходно го објаснив, значи за отварање и одржување на сметката, неограничен број на уплати и исплати на готовина, неограничен број на трансакции со дебитна картичка и минимум 5 трансакции бесплатно кон ист давател. Хајде малку да ја објасниме процедурата. Како можат граѓаните одат во банка, што бараат, смее ли банката да ги одбие, како е процедурата? Така, право да има платежна сметка со основни функции има секој граѓанин на нашата држава кој што има законско живеалиште и престојувалиште во нашата држава. Со тоа што треба да поднесе барање до банката и изјава под материјална и морална одговорност дека не поседува друга платежна сметка во денари во друга банка или штедилница. Секако дека корисниците на ова група, што ги напомнав на социјални случаи, треба да поднесат и достават и решение или потврда, доказ дека од надлежен орган кој што им го дал тоа законско право. Банката или штедилницата има законски рок во рок од 10 дена од комплетирање на документацијата да склучи рамковен договор, односно да одговори позитивно или пак да го одбие барањето. Банката може да одбие да
се отвори платежна сметка со основни случаи во случаи кога има граѓанинот платежна сметка во денари во друга банка, во случај кога нема да поднесе изјава под морална и материјална одговорност дека не поседува друга сметка, како и во случаи кога со воспоставување на деловен однос на банката со тие граѓани се во спротивност со прописите за заштита од перање пари и финансирање на тероризам. Да, банките, само што ова да напоменам, значи се должни во својата понуда на платежни услуги задолжително да ја вклучат и платежната сметка со основни функции, значи да ги анимираат, да ги информираат граѓаните и тоа бесплатно треба да ги информираат граѓаните за карактеристиките на оваа платежна сметка, за условите за отварање на оваа сметка, како и на доместоците кои што се поврзани со користењето на платежна сметка со основни функции. Исто така, еве и Народна банка објави брошура за платежна сметка за основни функции во насока на поголемо информирање на граѓаните. Брошурата е достапна на интернет страната на Народната банка во делот на финансиската едукација. Дали може би мислите еве да ја во писмена форма, како да кажам, да ја доставите до банките, може би така полесно ќе биде граѓаните да ја видат? Банките ќе имаат обврска летоци да направат и да ги бидат јавно достапни не само на интернет страната, туку и на шалтерите во работните простории на банките. Какви се вашите сознанија, бидејќи законот стапи во сила од 1 јануари, веќе може да се отвораат такви сметки? Има ли интерес од граѓаните или сепак некако информацијата, иако Народна банка доста се труди, меѓутоа сепак можеби информацијата недоволно стигнала до граѓаните? Значи, немаме се уште званичен податок колку се отворени овие сметки. Банките за прв пат имаат обврска да информираат Народна банка со 21 јануари 2024 година за сите отворени сметки во текот на 2023 година, така да официјален податок би имале дури првиот квартал од наредната година, меѓутоа факт е дека ова е новина која што е донесен новиот закон за платежни услуги и платни системи, така да е неспорно потребата да се информираат граѓаните, да ги спознаат кои се предностите и негативностите секако на оваа платежна сметка со основни функции. Споменавте нешто што веројатно многу ќе ги интересира граѓаните, а тоа е оној дозволен минус во плати што многу мина го имат. Еве можеби некој сега во моментов го нема, се одлучува за овој вид на платежна сметка, меѓутоа подоцна вели да, мене ми треба минус. Што тоа значи? Ќе треба оваа сметка да ја затвори, ќе треба да отвори нова, колку чини затворањето, каква е тука малку процедурата? Да. Законот предвидува можност да се трансформира платежната сметка со основни функции во обична платежна сметка. Значи, граѓаните можат, доколку се предомислат, да ја трансформираат оваа сметка во обична платежна сметка и тоа секако нема да ги чини ништо, значи е без надомест. И обратно, може и ако имаат сега платежна сметка, обична платежна сметка, да се одлучат да ја трансформираат во платежна сметка со основни функции, доколку имаат интерес, знаејќи ги карактеристиките на оваа сметка. Така. Може ли да се блокираат вакви сметки со основни функции, особено што спомнавте една цела ранлива група на граѓани кои што може без надомест да ја отвори, па таму да си прима социјална помош или студентски кредит или било што да е како вид на помош од државата. Ке може ли тие да се блокираат? Да, за оваа група на граѓани е препорачливо да имаат оваа сметка, бидејќи навистина поволно за нив. Меѓутоа, факт е и тоа дека оваа платежна сметка со основни функции може да се блокира. Значи, доколку имателот на оваа сметка има неподмирени долгови и доверителот достави налог за блокада во банката или штедилницата, банката е должна да го спроведе налогот за блокада.
Благодарам, Ивица, што бевте денеска со нас. Мислам дека овие се многу практични сознанија кои што могат да ги земат во предвид граѓаните, затоа што многу се жалевме и многу пишувавме, вклучувајќи слободен печат за високите провизии на банките, па еве еден начин да имаме контролирани, да се знае колку и што секој граѓанин може да плати за една платежна сметка со основни функции. Благодарам што еднаш. Ви благодарам и на вас за поканата и на вашиот медиум за промовирање и нова платежна сметка со основни функции.